Добра вечер, почитувани гледачи. Во следните 10 минути издвојуваме простор за најновите информации од домашната културна сцена. Во рамки на книжевната манифестација Денови на литературата се одржа промоција на новата книга на Александар Русјаков „Его сурфер, која е во издание на Арс Либрис. Впечатоците од промоцијата ни ги пренесува нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Новата книга на Александар Русјаков, „Его сурфер", во издание на Арс Либрис, дел од Арс Ламина публикации, не е прв сурф врз брановите на фантастичните жанрови. Во својата втора збирка, Русјаков тоа го прави пофокусирано од претходно. Оваа збирка раскази го носи насловот „Его сурфер", како што е и насловот на првиот расказ во неа. Но егото, како омаловажувачка состојба на духот, како и борбата со оваа најмрачна зандана на битието, се поврзани со грешката на единката, а со неа и на општеството, алудирајќи на минорноста на човечкото наспрема на присуството и одлуките на надредените ентитети, во случајот на Русјаков на боженственото. Речиси сите негови херои се ставени пред нивниот идентитетски амбис, а од нивната мудра и праведна игра зависи иднината на самите нив, што подразбира иднина и на општеството. Збирката раскази „Его сурфер" е жанровска збирка, жанровски раскази, го опаќаат жанрот на фантастиката и трите негови можеби најактуелни и најчитани поджанрови: научната фантастика, сајберпанкот и хоророт. Нема епска фантастика, тоа е исто многу популарно, но овие жанрови се обработени во поджанрови на фантастиката се обработени во „Его сурфер". Носечкиот расказ се вика така, „Его сурфер", и мислам дека се 9 раскази. Интересно е што ова е прва книга која што, за разлика од другите книги кои што ги пишувам и ги издавам, ова е книга која што е пишувана низ целиот мој писателски живот, да речеме едно 20-25 години, од првиот расказ пред 17-18 години до последниот, и почувствував дека е време да ги склопам во една книга и да ги издадам како збирка раскази. Во Македонија, за жал, не е многу практикуван овој жанр, нема многу книги, срамежливо сега почнуваат да излегуваат. За мене, од она што јас го знам, Петар Волнаровски е еден од пионерите на овој жанр со својата збирка Граница. Меѓу другото, него му е посветена книгата и на неговата сопруга, затоа што од нивниот дом најмногу црпев научно-фантастична литература. Така што ќе видиме, публиката ќе може да се запознае, да си ја купи во книжарниците на Литература МК и да... Кога зборуваме за фантастиката, посебно за научната фантастика, можам да го изговорам она што го има кажано гениот на научната фантастика, американскиот автор Реј Бредбери, кој вели дека научната фантастика не треба да ја предвиди, туку да ја спречи иднината. Александар Русјаков е автор на многубројни филмски и телевизиски сценарија, краток документарен филм и драмски текстови. Пишува поезија и проза, колумни, филмски и телевизиски сценарија. Добитник е на наградата Пегас во 2021 година и на Рациновото признание за 2022 година. Минатата година Русјаков ја напиша и својата прва книга за деца. Книгата „Его сурфер" е достапна во сите поголеми книжарници и онлайн преку Литература МК. Музеот на Македонија објави видеопромоција на книгата на каталогот, всушност Невеста, од магистер Наде Костадиновска-Спасеновска. Со авторката на ова капитално дело за македонската традиција и култура разговараше Викторија Петровска. Во изработка на каталогот учествува моите колеги од Музеј на Македонија, но исто така како главен соработник кој ни позајми и дел од носиите кои беа во видеото, е Дамјан Ристовски, едно младо момче етнолог кој навистина многу ги сака народните носи и ги проучува. Во видеото учествува и Анастасија Јовановиќ, лицето кој беше модел за каталогот, и двете млади граорки Веронија и Јана. Пред се, кога го правев каталогот, сакав прво да направам едно дело кое што ќе биде спој на уметноста, поезијата и стручноста
заедно вклучително со фотографии, нели да не биде совопарен само на стручниот дел, тука едноставно да може да го прочитаат сите кои што милуваат да прочитаат нешто вакво, а не само тие што се занимаваат нели со оваа дејност. Па затоа тука ќе најдете и моја поезија, но и поезија од земен од зборникот на Миладиновци, кој што е навистина преубава песна, но исто така и делови од реченици од чувствата на жените, кои беа мои соговорнички, значи кои биле нивните размислувања за нивната свадба, за нели делот обичаите за мажачката. Друго, во каталогот носиите, деловите од носи, значи се земени различни од различни народни носи низ цела Македонија, со цел да се покажат нели сите елементи кои што невестата може да ги има од различни нели краеви, бидејќи не е земен само еден регион, туку се опфатно за невестата како жена, како невеста, како една вечна инспирација за пишување, истражување, особено жената нели од минатото со низиниот специфичен начин и на живот кој што многу се разликува од овој денеска ние што го живееме. Целиот разговор за проектот Невеста ќе го емитуваме од понеделник во нашата утринска емисија. Продолжуваме со останатите содржини. Општина Киселавода официјално го отвори новото кино во Домот на културата во Драчево. Проектот, реализиран во партнерство со Киноверзум, представува втора филмска сцена на територијата на оваа општина и вкупно 5-та во мрежата на групацијата Киноверзум во Македонија. По ерата на Југославија, селото Драчево е првото село во Македонија што добива сопствено модерно кино. Општина Киселавода, во соработка со групацијата Киноверзум, ја отвори новата киносала сместена во Домот на културата во Драчево, што е воедно и второ кино од истата групација на територијата на оваа скопска општина. Свеченото отворање се одржа пред преполна сала во присуство на представници на владата, собранието, како и голем број уметници и културни работници. Настанот го водеше актерот Рубенс Муратовски, а вечерта беше заокружена со проекција на меѓународното наградуваниот документарен филм Приказната за Силјан, кој беше македонски кандидат за Оскар. Овде во Драчево во минатото и имало традиција на кино и проектирање на многу убави филмови. Она што можам со задоволство да кажам на благодарение на соработката со Киноверзум, да имаме можност овде во Драчево да го отвориме второто кино со нивна соработка. Секако, нашата интенција и желба е децентрализацијата на културата да ја направиме и културата да ја доближиме повеќе до граѓаните. Целта ни е заедно со нивна поддршка и се она што значи ние како општина да помогнеме граѓаните да имаат една полесна, поквалитетна и поубава можност да уживаат во културата и сето она што го нуди културата. Филмовите и се она што плюс доаѓа покрај тоа. Вечерва морам да кажам, на моја чест и задоволство е што заедно со режисерката и продуцентот сме овде да го гледаме она што значи гордост за Македонија, а посебно и можноста и да си кажам гордост за Кисела вода, бидејќи токму и двајцата се дел од Кисела вода, граѓани на Кисела вода. Да се поддржуваме и да имаме вакви убави можности да прославуваме заедно. Посебно признание на настанот им беше одадено на гостите, режисерката Тамара Котевска и продуцентот Јорданчо Петковски, за нивниот филм Приказната за Силјан, кој беше символично избран за првата проекција на новото филмско платно во Драчево. За жителите на Драчево ова имаше и емотивна вредност со оглед на тоа што продуцентот Петковски потекнува токму од ова населено место. Групацијата Киноверзум веќе 7 години работи во Македонија. По Штип, Велес, Свети Николе и првото кино во Киселавода, сега и Драчево добива филмска сцена со најсовремени технички услови. Опремено е со ласерски кинопроектор и врвен систем за звук, а на посетителите ќе им ги понуди најактуелните светски филмски хитови по најпристапни цени.
на редовниот репертоар во новата киносала во Драчево веќе се поставени филмовите Свадба и Оркански височини. Со оваа реализација, општина Киселавода ја потврдува својата посветеност на културната инфраструктура, правејќи ги Драчево и Киселавода нови културни епицентри достапни за сите жители. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам што бевте со нас. Од мене, пријатна вечер.